Солзавец и тензија. Стотици мигранти од Солун денеска тргнаа кон границата со надеж дека балканската рута ќе се отвори. Извикувајќи слобода се обидоа да го пробијат полицискиот кордон. Фрлаа камења, а грчката полиција употреби и шок бомби за да ги спречи. Немирите беа во кампот Диавата, кој е на неколку километри од Солун, каде пак уште вчера се поставија околу 100 шатори. Freedom! 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 По лажните вести дека повторно ќе се отвори балканската рута, изминатите неколку денови бегалци и мигранти се мобилизираа. Со цел да го обноват маршот на надежта од 2016 година се собраа од различни делови на земјата. Пристигнаа дури од прифатните центри на островите Лесбос и Хиос, а импровизираниот камп во моментот е под силно полициско обезбедување. Стотици мигранти денеска организирано тргнаа и од Атина со возови, но беа запрени од полицијата. Според информациите од Грција, околу 1000 полицајци имаат направено полициски кордон околу Солун и не дозволуваат да се тргне. И додека полицијата е на готов, засилена е контролата на македонско-грчката граница. Преку посебни планови веќе е зајакнато обезбедувањето на државната граница помеѓу Грција и Република Северна Македонија и на основа на тие податоци кои што ќе ги добиеме, евентуалните движења, значи досега станува збор за некаде група од 1200 до 1500 мигранти. Сега за сега колегите од Грција ја контролираат таа бројка, меѓутоа секако нека ние имаме обврска да бидеме подготвени за да ја штитиме границата и евентуалната можност за влез во Република Северна Македонија. На македонска страна се смирува. Нема причина за повторување на 2015 година и на кампот и домени. Состојбата во моментот е под контрола. Меѓутоа, доколку споредиме со 2015, моите очекување се дека тоа нема да се повтори. Прво, државите се многу поподготвени сега. Постои голема поддршка од Европската унија во спарувањето со мигрантската криза. Во меѓувреме грчките власти ги повикуваат мигрантите да се вратат во бегалските кампови. Министерот за миграција Димитрис Вицас изјави дека е лага информацијата дека границата е отворена, предупредувајќи ги дека во меѓународните договори постојат обврски, но исто така и санкции за непочитување.